Она што е важно да го знаеме е дека е нормално да имаме присуство на бактерии кои што ние ги велиме наши природни цревна микрофлора во нашиот организам, односно во цревата. Тоа е ситуација која што се случува уште од најраното детство, уште од раѓањето на детето се колонизира нашето црево како главен орган со овие бактерии и тука има огромна количина на бактерии, милиони типови видови и подвидови се тука, меѓутоа сите тие работат во една синергија и се корисни од една страна за варењето, за разградувањето на храната, за да можете ги искористиме незините корисни елементи. Од друга страна, тие спречуваат преку своето присуство да се колонизираат патогени бактерии кои што ќе ни направат штета. Значи таа компетиција помеѓу добрите и лошите како насекаде во животот, фигуративно да објаснам, е присутна и во нашите црева и токму заради тоа е извонредно важно преку нашиот стил на живот, пред се преку исхраната, да ги одржуваме во соодветен број овие добри бактерии. Стил на исхрана подразбира да имаме соодветен внес, веќе споменавме, на одредени ферментирани млечни производи, млеко, јогурт 300-350 мл во ден. Од друга страна, не смееме да заборавиме дека проблемите што се јавуваат во нашиот дигестивен тракт многу често се јавуваат од користење на така наречена процесирана храна. Ние се поретко наоѓаме време да јадеме сурова храна, суров зеленчук и овоше што е клучно за одржување на здравата дигестија. И не случајно, не само заради добриот изглед и наша форма, препорачуваме минимум 300 до 400 грама дневно овошје и зеленчук разновидно, сезонско, по можност, меѓутоа свежо и случајно да се внесува. Ако внесуваме сварено овошје и зеленчук, ние ги убиваме добрите бактерии, едноставно ефектот не е ист.